Како што е познато на македонската јавност, цела држава е во знакот на обележувањето, и тоа цела седмица, на денот на албанското знаме и прославата на 100 години од независноста на нашиот сосед на Република Албанија. Но мора отворено се каже дека на една половина од територијата на Република Македонија, буквално на една половина територијата на Република Македонија, се веат исклучиво албански знамиња, и тоа некои на јарболи од висина од 30 метри, дека цели објекти, згради, мостови, надвозници се просто завиткани во албанското знаме. За жал, насекаде се испишени графити, немал број од нив и со тешка идентистичка содржина. Сакам да констатирам дека денеска Македонија оди во сосема погрешен правец. Денеска во Македонија зборуваме за тепачки помеѓу македонци и албанци. Денеска во Македонија зборуваме фактички за запалени македонски и албански знамиња. Се поставува отворено прашањето дали ова некому му одговара, дали ова стратегија на оние кои што формираат владата на Република Македонија. Бидејќи денеска, наместо да се разговара за тоа колкава е кризата во Република Македонија, колкава е сиромаштијата во Република Македонија, ние зборуваме за тоа колкави се знамињата албански во Република Македонија, колкави се јарболите на кои што се поставуваат знамињата на Албанија. За жал, додека се случува се тоа, гледаме дека надлежните институции, како и политичарите од ВМРО ДПМН, упорно ја вртат главата настрана и одбиват да дадат своја реакција на се тоа што се случува. За жал, денеска македонците се чувствуваат, тоа мора отворено се каже, како тугинци во својата земја. Граѓанот чувствува дека денеска функционираме како две држави во една држава, како две влади во една влада. Додека се палат и кинат државните и националните знамиња, додека се гази грубо врз достоинството на македонските граѓани и државата, тажна е немоќта на министерката за внатрешни работи. Тоа што го гледаме како изјава од нејзе, тоа што кажа дека никој досега не пријавил дека имаме огромни знамиња, тоа што никој не пријавил дека исклучиво се веат албански знамиња спротивно на законите во Република Македонија, таа кажува дека е немоќна и дека не може ништо да стори. Да потсетам на нејзината изјава. Цитирам: МВР ќе реагира доколку некој од нас побара помош. До овој момент никој од нас не померал никаква помош, ниту доставил било какво барање поврзање со оваа проблематика. Тешка немоќ. И покрај тоа што законот е многу јасен и дециден, дека покрај албанското знаме на авните места секош мора се постави државното знаме, и тоа со поголеми димензии, тоа сега, како што кажав, нема реакција од ниту една државна институција. Сакам отворено преку медиумите да ја прашам министерката Занкуловска, министерката за МВР, дали се чувствува исто така ненадлежна кога вчера токму возило на МВР обвиткано со албанско знаме парадираше низ улиците на град Скопје. Дали и тоа некој треба да го пријави за да стане свесна што се случува денеска кај нас. И тоа што остава крајно горчлив вкус кај секој граѓанин во Република Македонија е тоа што секогаш, ама буквално секогаш, кога во нашата држава имаме политичка криза, секогаш кога во нашата држава имаме меѓуетничка криза, премиерот ја напушта државата. И на место да имаме јасен став од страна на премиерот, што се случува во Република Македонија, како тој ќе го реши овој проблем, тој одлучува фактички да побегне од државата. И тоа не е прв пат, тоа се случи и при немилите настани на Скопското кале, и при немилите настани во Струга, и се разбира на настанот во Случане, кога министерот за одбрана се поклонуваше пред споменикот на УЧК. Ние, како граѓани на Република Македонија, сакаме премиер, кој што на вистина, како што кажа тој, ќе ги штити националните и државните интереси, ќе го штити, се разбира, и нашето достоинство, како што самиот кажа, а не кога секош имаме криза да се одлучи да побегне надвор од државата. За крај, нема да помарам многу, бидејќи не е ова време кога треба политичките партии да собират политички поени. Ќе побарам 3 работи. Прво е да се врати соживотот во Република Македонија. Второ, да престане оваа игра
опасна игра, можна опасна игра на коалиционите партнери кои што сакаат да предизвикат меѓуетничка криза, се со цел да стекнат партиски и политички поени. И трето, наједноставно, а тоа е да во Република Македонија се санкционира секое кршење на законите. Благодарам. Како да се врати соживотот во Македонија? Соживотот во Република Македонија може да се врати доколку тоа го сакаат оние кои што се на власт. Има мерки. Јас гледав една многу добра изјава на еден етнички албанец, кој што во минато време прво кажа дека порано живеевме добро, и второто најбитно кој што кажа дека политичарите се тие кои што се не натераат да се караме едни со други, да се спротивставиме едни со други. Ако сакаат тие што се на власт, можат веднаш да излезат на терен, да дадат заеднички изјава, а не преку прослави едните да демонстрираат моќ, другите за жал да демонстрираат немоќ. Меѓутоа, пак велам, се плашам дека некому му одговара да се зборува за се, само не за кризата економска во Република Македонија. Веднаш ќе се дозволам да прокоментирам само за да ве воведам во прашањето. Едно од подологите на МВР е истрагата и таа им е законски уставно утврдена. За тоа постои државната безбедност. Дел од иконографијата која видовме вчера по социјалните мрежи беа и калашникови покрај знамињата. Ваш коментар околу тоа? Гледате, јас како опозиционер не сум воопшто среќен што ја гледам таа немоќ на министерката за внатрешни работи. Да потсетам на нејзината омилена фраза, дека во Република Македонија треба да се работи согласно уставот и законите. Тоа го бараме. Има толку големи, толку круцијални кршења на законите. Да многу јасна процедурата. Но кога министер за МВР ви вели дека не е надлежен, кога министер за МВР ви вели дека не гледа никаде кршење на законите или големи албански знамења, или никаде не истакнати паралелно со државното знаме, тогаш е јасно дека имаме друга стратегија. Таа немоќ, пак ќе кажам, не нарадува нас. Не може да нарадува затоа што влегуваме во мощна опасна зона. Таа немоќ кажува дека денеска во Република Македонија имаме две влади кои што функционира за жал во една влада. Дали во Република Македонија има јавен обвинител? Тој има обврска и подобрен глас да постапува? Се разбира дека треба јавниот обвинител да покрене постапка, затоа во пресконференцијата кажав надлежните институции. Не мислам тука само на владата, ниту на МВР. Меѓутоа сите упорно го игнорираат овој проблем. Може би некој смета дека на тој начин нели ќе чекаме да помине зоврината крв, па ќе тече понатаму нормално животот. Не. Затоа што сега она прашање што си го поставуваме, велам сега како граѓани на Република Македонија, некој политичари, како тогаш ќе изгледа прославата на албанското знаме идната година. И дали овој сегмент или овој критериум кој што сега го гледаме е веќе нешто што ќе биде стандардно во Република Македонија. Ако денеска цели објекти се обвиткуваат во албанско знаме, што значи тоа следната година, што значи после 2 години? Само да кажам, без енергична акција, заедно на коалиционите партнери, тие се на власт, ние само ќе гледаме полоши прослави и нови инциденти. Загрижува се, разбира, тоа што премиерот одлучи да побегне надвор. Велам побегне затоа што знаеше што се случува. Председателот на ДУИ јавно кажа дека имаат намера на овој начин да направат оваа прослава. И тој, како што слушаме, дури не е ни во официјална посета. Бијќи официјална посета не се организира за една недела. Но или сте како премиер дел од решението на проблемите, или сте фактички дел само од проблемите.